Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Господине Бислимовски, дали има решение како конечно ќе се плаќаат сметките за парно, струја и вода во овие кризни месеци за погодените граѓани во економска смисла на зборот? Се разбира дека водевме сметка и за погодените граѓани, и денеска сакам конечно официјално да објавам дека во комуникација и во договор со компаниите од енергетскиот сектор, ЕВАНА и БЕК снабдување, на погодените граѓани ќе се овозможи за месеците мај, април и март да можат своите трошоци, доколку не се во можност да ги покријат, да ги плаќаат на рати и притоа каматата заради заостанатото плаќање нема да се калкулира. Значи, за 3 месеци ќе имаат можност најпогодените граѓани да се ги платат своите трошоци за електрична енергија и за топлинска енергија на рати и притоа каматата воопшто нема да им се калкулира. Исто така сакам да најавам дека во текот на следниот месец ќе почнат да пристигаат и порамнителните сметки на потрошувачите за топлинска енергија и тие ќе бидат намалени за најмалку 20%, што ќе представува уште едно значително олеснување на граѓаните. Во однос на комуналните предпријатија оставаме тие сами да одлучат, имајќи во предвид дека едно комунално предпријатие извршува повеќе дејности. Како, например, Водовод Скопје испорачува фактура и за комунална хигиена, и за паркови зеленило, и така натаму, а исто така и во другите градови во државата, така да во овој дел оставаме самите предпријатија да решат како ќе прават, но упатуваме апел до потрошувачите, особено овие сметки да се покриваат редовно, имајќи во предвид дека трошоците за овие сметки реално се најмали во однос на останатите. По најавите за можност големување на акцизите, каков е вашиот став во однос на тоа дали и колку ова ќе предизвика последици, односно зголемување на цените на други производи? Во однос на делот кој што се однесува на акцизата за останатите нафтени деривати, тоа е одлука на прецена владата, и тамо не би коментирале, бидејќи тие најдобро ги знаат приходите кои што во овој момент ги прибираат во буџетот. Инаку треба да се знае како факт дека во последниве 2 месеца, 3 месеца, цената за сите нафтени деривати намалевме за повеќе од 20 денари, а и врз основа на тоа се намалуваат и приходите по основ на ДДВ кои што биле планирани од државата, а исто така тоа што е сериозно имаме сериозно намалување и на потрошувачката на овие нафтени деривати и претпоставувам дека и врз основа на тоа се намалуваат приходите во буџетот. Инаку во однос дали тоа ќе предизвика некои други ефекти, конкретно во јануари, во декември 2019, во ноември 2019 сме имале цена за нафтени деривати повисока за 20 денари од сегашната. Тогаш инфлација немавме, ниту имавме никаква некоја ценовна спирала. Напротив, сега цената за нафтените деривати е намалена за 20 на денари и доколку има зголемување на акцизата, тоа нема да представува никаков трошок врз што би влијаел на зголемување на трошоците на самите потрошувачи на компаниите, бидејќи споредбено со јануари цената им е намалена за повеќе од 20 денари. А јас во изминатиот период не видов кај оние компании каде што трошокот за гориво има големо влијание дека намалија било која услуга. Така да не верувам дека би имале било какви ценовни шокови ако сме немале со цени повисоки од 20 денари пред 4-5 месеца, 3 месеца. Господине Бислимовски, дали цената на струјата ќе остане непроменита до крајот на годината или постои простор за измени и во тој дел? Стандардно, ние секоја година барањата за цени од компаниите ги добиваме
од 15 доколку станува збор за од 15 мај доколку станува збор за снабдување и до 30 мај доколку станува збор за мрежните услуги, за пренос на електрична енергија и за дистрибуција на електрична енергија. Во овој момент е прерано да збориме какви би биле цените. Факт е дека постоечкиот механизам кој што ги има во Законот за енергетика за регулираниот пазар, онамо каде што има регулирана цена, каде што определува регулаторна комисија за енергетика, функционира успешно, бидејќи ЕЛЕМ, благодарејќи на драстично намалување на трошоците во рудниците за околу помеѓу 30 и 40 милиони евра на годишно ниво, споредено со претходниот период, негде од 2013-14 до 16, намалени се значи трошоците во рудниците за 30 до 40 милиони евра и врз основа на тоа и на цената на ЕЛЕМ, односно на ЕСАМА поново, која што продава конева на Хоум, е намалена за 15%, така да имаме сигурна ценовна стабилност во овој момент за домаќинствата кои што се на регулираниот пазар на електрична енергија и сега ќе видиме какви ќе бидат приликите при поднесувањето на барањата за цени. При тоа, возможно е, ние правиме анализи, имаме 2020, треба да определиме цени за 2020 година. Првиве 3-4 месеца, 5 месеца се целосно некарактеристични во однос на потрошувачка, во однос на трошоци, што ќе има сериозно влијание при ношењето на насите одлуки и во наредниот период ќе бидеме во комуникација со компаниите и доколку има потреба, можно е периодот на поднесување на барањата за цени да го одложиме со цел да имаме репрезентативни податоци и во делот на трошоците и во делот на потрошувачката со електрична енергија. Една година по официјалниот старт на либерализацијата на пазарот со електрична енергија, какви се резултатите? Расте ли интересот кај домаќинствата и кај малите фирми да изберат друг снабдувач со електрична енергија, освен Евана се разбира? Она што веќе го имаме како податоци од 2019 година, веќе имаме цела година и сме во завршна фаза на изработка на нашиот годишен извештај, ни покажува дека либерализацијата на пазарот на електрична енергија кај малите потрошувачи, пред се кај комерцијалните потрошувачи кои што се гранапчиња, дуќанчиња, кафичи, кои што имаат помала потрошувачка, оди одлично. Имаме голем интерес и имаме голем број на промени на снабдувач, така наречен свичинг, и тој во споредба со 2018 е зголемен за некаде 15 до 20%. И со тоа го интересот е поради тоа што на слободниот пазар овие потрошувачи, мали, комерцијални, ги намалија своите трошоци за електрична енергија помеѓу 20 и 30%, што е значително намалување на нивните трошоци. Во делот на домаќинствата се уште нема интерес од самите снабдувачи, бидејќи на регулираниот пазар цената на електричната енергија за домаќинствата е 4,5 денари. Доколку би излегло едно домаќинство на слободниот пазар, треба да купи електрична енергија по цена од 3,6-3,7 денари за киловат час и на тоа треба да ги додаде трошоците за мрежарина кои изнесуваат 2 денара, односно тоа би изнесувало негде 5,7-5,8 денари до 6 денари за киловат час. Значи, не им се исплаќа ни на самите домаќинства во овој момент да одат на слободниот пазар, бидејќи едноставно на регулираниот пазар и поради тоа што ЕСАМ работеше ефикасно и ги намали своите трошоци во рудниците, имаат таква цена како што имаат. Далеку пониска од колку што би имале на слободниот пазар на електрична енергија. Однеодамна поднесовте измени во Законот за градба, со кој се предвидува во секоја издадена дозвола точно да се прецизира објектот на што ќе се грее. Во таа насока што конкретно преземате за да се намали греењето со струја, а да се зголеми греењето со топлинска енергија? Значи, ние со таа наша иницијатива побаравме едноставно тамо каде што има развиен систем за топлинска енергија, а тоа за сега е само градот Скопје, да има мапирање, да се знае кој ќе се грее на електрична енергија, кој ќе се грее на топлинска енергија, затоа што е недозволиво тамо каде што имаме развиен систем за топлинска енергија,
кога се градат нови објекти, пред се нови згради, да се приклучуваат за користење на електрична енергија и при тоа инвеститорите да пријавуваат екстремно мали моќности кои што би ги користеле од системот. И во тој дел, она што сега го правиме и во завршна фаза сме со цел што е можно повеќе потрошувачи да привлечеме да се приклучуваат на системот за топлинска енергија, ќе го намалиме некаде за најмалку за околу 25% трошокот за приклучување на системот за топлинска енергија, со што даваме сигнал и до инвеститорите пред се на новите згради да наместо само на електрична енергија да се приклучуваат и на системот за топлинска енергија, бидејќи на тој начин и нивните трошоци ги намалуваме. Поголем број на потрошувачи на топлинска енергија значи помала цена за топлинска енергија на крајните потрошувачи. Кога може да се очекува разрешница на случаите, односно на постапките кои што беа покренати против БЕК и поранешното раководство на Регулаторната комисија за енергетика, и дали од следната грејна сезона може да очекуваме дека градот ќе го затоплува фирмата на град Скопје, Градски енергетски системи? Во однос на постапката за барање на ГЕС, таа е тука во Регулаторната комисија за енергетика и во наредниот период ќе излеземе со конечен став, имајќи во предвид дека исто така таа мрежа ја користи ПУИК до сега, популарно наречен ПУИК, и ПУИК имал подпишано договор со БЕК за користење на таа мрежа за период од 35 години, односно до 2047 година. И ги гледаме сите, правиме и анализи и доколку ние за да дадеме лиценца на ГЕС треба да одземеме лиценцата на БЕК. Што би значило доколку би одземале таа лиценца, имајќи го во предвид договорот кој што е вклучен помеѓу ПУИК и БЕК, да не се доведе и државата во ситуација да оди на арбитражи кои што би значиле значителни загуби за самата држава. Така да во наредниот период, сега малци и ние работиме со намален интензитет заради оваа криза, во наредниот период ќе излеземе со конечен став. Господине Бислимовски, ви благодарам што бевте наш гостин. Ви благодарам за поканата. Вам почитувани ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за една недела.